Официјално започна второто полугодие од учебната година, а учениците се вратија во училишните клупи. Иако амбулантите се преполни со пациенти заболени од сезонски грип, почетокот на наставата не беше одложен. Здравствените власти предупредуваат дека бројот на заболени продолжува да расте, а пикот се очекува во февруари. Министерството за образование соопшти дека оваа година нема да има пролетен распуст, бидејќи ваквата одлука била поддржана од мнозинството родители, наставници и ученици. Ова ќе овозможи континуитет во наставата, а училиштата ќе работат со посебни препораки за одржување на хигиената. Здравствените експерти препорачуваат родителите да обрнат внимание на симптомите кај децата и да не ги испраќаат во училиште ако покажуваат знаци на грип. Училиштата, пак, се потсетени да ги почитуваат сите мерки за превенција и да обезбедат безбедна средина за учениците и наставниот кадар. Иако грипот предизвикува притисок врз здравствениот систем, сите институции остануваат мобилизирани за да ги заштитат учениците и наставниците. Соработката меѓу училиштата, родителите и здравствените власти е клучна за успешно справување со ситуацијата. На 19 јануари, група турски туристи се најдоа во незавидна ситуација на спротивната страна од ресторанот Каньон Матка, неспособни да продолжат поради темнината. Тие се обратија за помош преку единствениот број за итни случаи 112, информирајќи дека не можат да се движат и дека им е потребна асистенција за премин преку езерото. Центарот за управување со кризи веднаш ја координираше акцијата, информирајќи ги полициската станица Сарај и општина Сарај за ситуацијата. Беше обезбедено пловно средство, со кое туристите беа безбедно префрлени на страната каде што се наоѓа ресторанот и пешачката патека. Спасувачката операција беше успешно завршена за околу 1 час. Ова не е првпат туристи да се најдат во слична ситуација на Матка. Во претходни случаи, како што е оној со двајца туристи од Хонг Конг, исто така беше потребна интервенција на надлежните служби за нивно безбедно извлекување. ЦУК апелира до сите посетители на кањонот Матка да бидат внимателни и да ги почитуваат безбедносните препораки, особено при движење во доцните часови, за да се избегнат вакви инциденти. На 20 јануари 2025 година, Доналд Трамп ќе положи заклетва како 47-ми председател на Соединетите Американски држави, враќајќи се во Белата куќа по 4-годишна пауза. Во пресрет на инаугурацијата, Трамп најави дека веднаш ќе потпише околу 200 извршни наредби, со цел да спроведе значајни промени во политиките на земјата. Меѓу најавените мерки се масовни депортации на недокументирани имигранти, укинување на еколошките регулативи и запирање на програмите за различност. Трамп истакна дека ќе ги искористи своите председателски овластувања за брзо спроведување на овие политики, нагласувајќи дека ја става Америка на прво место. Покрај имиграционите и еколошките политики, Трамп планира да потпише извршни наредби за забрзување на програмите за развој на вештачка интелигенција, формирање на оддел за владина ефикасност, отворање на сите документи поврзани со убиствата на Џон Кенеди, Роберт Кенеди и Мартин Лутер Кинг, како и создавање на штит за противвоздушна одбрана налик на израелскиот систем железна купола. Дополнително, тој најави забрана за трансродови жени да се надпреваруваат во женски спортски дисциплини и враќање на контролата врз образованието во сојузните држави. Инаугурацијата ќе се одржи во ротондата на Американскиот конгрес во 12 часот по локално време, 18 часот по средноевропско време, поради најавите за многу студено време. Трамп ги повика своите поддржувачи да ја следат церемонијата, ветувајќи дека ќе се движи со историска брзина и сила во спроведувањето на своите политики. Првата дама на САД, Меланија Трамп, лансираше сопствена криптовалута наречена Меланија, што предизвика значителни реакции на пазарот. Овој потек дојде непосредно по лансирањето на криптомонетата Трамп од страна на нејзиниот сопруг, новоизбраниот председател Доналд Трамп. Вредноста на Трамп значително се зголеми по неговото лансирање, достигнувајќи над $70 и вкупна пазарна капитализација од над $14 милиарди. Сепак, појавата на Меланија доведе до намалување на овие придобивки, бидејќи инвеститорите го пренасочија својот интерес кон новата монета. Меланија Трамп ја објави својата криптовалута на социјалните мрежи, повикувајќи ги следбениците да ја купат Меланија. Оваа објава беше споделена и од Доналд Трамп, што дополнително го зголеми вниманието кон новата монета. Според информациите, компанијата Digital LC ќе поседува 80% од понудата на Трамп, што укажува на значителна контрола врз пазарот. Лансирањето на Меланија предизвика промени во динамиката на криптопазарот, со инвеститори кои ги пренасочуваат своите средства меѓу двете монети.